подготвени да зборувате? Значи, вие сте разборувани што од Сабајдов. Јас сега само да предложам у студио да имаме онака као на времето, знаеш, пред име, презиме и титула доле, пошто гледам колешка нешто те меша со. Да, Не го мешам, сега ова сакам да проверам он дали си новина, да. Гост. Гостин. Да. Благодарам, Ана. Да се усериозиме. Благодарам за оваа, да се Па добро, петок можеме малце да... Па добро, да, малце casual Friday. Но темите не се кежуал. Не се воопшто морам да се убацам да, ние постојано броиме и мртви и ранети. Да почнеме со Украина, или како што е редот? Па да почнеме први би рекол дека Веста број 1, да кажеме, или она што најмногу се врти покрај овие тековни работи за кои ќе збориме подоцна, војски, правци, стратегии, тактики, околу телото на починатиот опозиционер Навални се дигна голема врева околу тоа како починал, што починал, па потоа се појави неговото потесно семејство, односно сопругата, па и неговата мајка, обвинувајќи ги руските власти дека не го даваат телото, дека го кријат телото бидејќи се плашат, стравуваат дека нешто му се случило, да се види причината за смртта. Руските власти вчера излегоа и рекоа дека треба помине 14 дена од починувањето, што ги подгреа шпекулациите зошто е тоа така. 14 дена? А тие велат дека тоа таква е стандардната обдуценска процедура, бидејќи сепак мораме да потсетиме дека Навални не почина како слободен човек, туку како човек кој беше во затворска казна. Значи тие го оправдуваат со тоа дека им треба 14 дена да завршат. Што ги подгреа шпекулациите, зошто го кријат телото и зошто не го даваат одма. Второто подгревање на шпекулациите дека вчера неговата мајка отиде таму во затворот, први не и дава да го види телото, па подоцна го виде телото, но не може да го подигне. И сега она што е најново и што е последно е дека руските власти дале неколку услови на мајката на Навални за погребот кој треба да се спроведе, каде да се спроведе и како да биде однесено телото. Едно од условите е со специјален лет да се однесе во околината на Москва или во Москва, не сум тие места не ги знам дали е тоа градот или околу градот, значи со специјален лет на руската армија. Второ е да биде тајна локацијата каде ќе биде погребан и трето кога ќе биде погребан, односно мајката треба да се обврзе дека нема да каже кога е погребот, бидејќи руските власти стравуваат дека тоа може да дојде до одреден настан кој може да донесе дополнителна дестабилизација, бидејќи луѓето кои се приврзаници на Навални би се собрале. Поголем број. Да, и можеби дури стравуваат, има една од тезите дека не смее да каже ни кој ќе се пренесе телото, не смее да седи во мртвачница таму, туку директно да биде погребано, бидејќи стравуваат дека некој ќе го украде телото. Руските власти сметаат и стравуваат дека некој сака да го украде телото на Навални, за преку анализи да се обиде да докаже што е причината за неговата смрт, што па отвара се една друга сомна, зашто па толку го крија телото. Ови од страната кои се против Русија и нејзините ставови, мислам кои се против Те рекоа веднаш после 5 да, или е Новичук во прашање, да, или е отровот Новичук или некој од тие отрови, па веројатно губењето на трагата во телото е токму 14 дена. Велам тие што зборат, јас само пренесувам. Една од причините можеби да се утврди дека тој бил тортуриран, малтретиран, тепан, па дури и погубен, убиен. Така да тоа е една од подгрејаните тензи, сомнежи зошто русите тоа го прават. Русите па имаат друга теза, велат се дигна многу врева околу смртта на Навални и стравуваат дека западните разузнавачки служби и западната политика сакаат да го искористат мртвиот Навални. Затоа вчера зборувавме како синоним за еден отпор против Владимир Путин и неговото владење токму сега пред избори, дека може да направи одредена дестабилизација, одредено, бидејќи знаеш ако го украда телото ти веќе немаш докази дека тој починал како што они тврдат од природна смрт. Така да околу мртвиот Навални повторно се подкрепи она што го зборувавме. Да, и таа теза твоја што е па не е таа моја теза, таа зборуваат многумина дека тој е поголем противник на Путин мртов, мртвиот Навални очигледно има поголем рейтинг од што беше кога беше опозиционер жив, бидејќи тогаш
рейтинзите велеа дека има 34%. И тоа беше многу, мислам дека и помалку Па, беше. добро, јас зборувам што кажува некои официјални и неофицијални податоци, па сега како да сакаат токму на неговата смрт да направат одредена. А сега неговата сопруга, таа синоќа беше у Белата куќа, беше примено се сретна со Бајден, да. Јулија, мислам Јулија, дека се да. вика, Бајден дури ја ослови со Јоланда. Да, само простуваме на годините, Човекот нели? може и многу имиња има, па сега ипак е во години. И сега таа е новиот лидер опозицијски. Тоа многу личи на онаја од Белорусија. Да, макар што и неговиот брат сега, и неговиот брат го бараат, јас не успев да видам дали тој нешто бил во опозиција или само затоа што му е брат. Во секој случај се случува еден, би рекол, политички, недемократски прогон од една страна на Навални, барем она што можеме да го видиме. Се од друга страна, русите мораат да се бранат, бидејќи па овие сакаат да го искористат смртта на Навални за да си реализираат своји одредени политички цели. Јас повторно ќе кажам, прв пат во А дали ова значи дека рейтингот на Путин е помал? Тој беше речиси за 80%. Ја колку мислам што дека јас не су ги, мислам немаше информации по починувањето на Навални, рейтингот дали е намален или голем. Не верувам јас во тоа, но морам да го повторам тоа што го зборувам 2-3 сезони во ова студио. Тоа многу лично се влезени у конфликт политичарите што не сме го гледале у минатото. Еден американски претседател нарекува еден руски претседател или обратно со погрдни зборови со обвинувања, што само ми укажува дека тие двајца никогаш нема да седнат на преговарачка маса. Сега изборите се шанса да видиме дали може да дојде до некаква смена на ова, па да се смени политиката, а истото го мислам и за украинскиот претседател кој исто така кон Путин беа упатени доста онака лични обвинувања, да не кажем и навреди. Од друга страна тој им враќа на себе закон во Украина кој што вели дека не може да се преговара со Владимир Путин, може со некој друг, но не и со Сега како ќе седнат добре. Сега Навални го враќаме тука у приказната, значи Навални се потврдуваат оние тези дека е можно врз починатиот Навални да се обидат тие опозициони структури да се обидат да му наштетат на Путин, кој е нели пред избори и кој треба да ја покаже својата нели моќ дека цела Русија му верува. Ќе видиме што ќе се случи, ќе видиме веројатно нема да дознаеме кога ќе биде, барем во медиумите, кога ќе биде и каде ќе биде погребот. Мајката на Навални, јас сутринава ја гледав на некој од овие глобални телевизии, дали беше CNN или некоја, се обрати и ги каже овие детали дека е условена од руската страна. Од друга страна русите имаат образложение, повторно ќе кажам, дека мора да е специјален лет, мора да не се знае кога е мртвачница, да не го украде некој телото и мора да биде погребот на тајна локација и да не се разгласува кога е, за да не предизвика евентуално собирање на приврзаниците и тоа да го искористат за некои цели кои нема да му одговараат на кремање. Поред. Добро. Го исцрпивме Навални? Па сега за сега да. Да, Асанж само на кратко да прашам, се уште е во притвор, така? Тој е се уште во притвор, нели ги поистоветија. Се уште не е екстрадиран. Па не е екстрадиран, мислам дека овој притисок на јавноста и смртта на Навални како да ги стави во размислување. Тоа е сега моја лична оценка на Велика Британија да не избрзува многу, бидејќи ќе и даде аргумент на Русија таа да критикува дека нас, да каже, нас не критикувате за опозициониот лидер кој правил нешто, а вие еден новинар гасите нели слобода на говор. Значи аргументот со Асанж е поголем кај русите него за Навални кај американците, ако земеме вака, бидејќи Асанж е сепак новинар. Тој не е политичар, не е војник, не. Знаеш, и тоа е буквално со свој стап по свој грб удираш, бидејќи западните вредности велат слобода на говор, демократија, нели? Објава двете страни и сето она, и сега одеднушка со Асанж има друг проблем. Не можеме да судиме, јас и ти не знаеме, можеби тој е обвинети за некои криминални дејствија, ете пробаа со силувањето, пробаа со некои работи, не знаеме дали е тоа вистина или не. Не знаеме што е вистина, но јас ќе го цитирам токму Асанж кој вели дека ако луѓето кои што откриле криминал се третирани како криминалци,
Тоа е, знаете дека нас не владеат криминалци. Па да. И сега, знаеш, тоа е проблемот и веројатно затоа се калкулира Велика Британија или кој веќе таму одлучува да не е мигот, не е погоден. И ќе го вратиме уште едношка, ќе потсетиме на изјавата на Сноуден, човекот кој исто така е во прогон поради оние разузнавачки податоци кои ги дека НСА ги шпионирала американските но, граѓани. И сега и Сноуден може има некаква одговорност, работел како разузнавач, бил обврзан на одредени кодекси. Ама Асанж новинари, ја и ти сме новинари. Замисли сега нешто да извадиш. Па ја, одма кога би имал такво нешто би го извадил. И со докази, нели? Со докази, да. Но Сноуден што рече, тој живее нели во екзил во Русија, тој е безбеден. Безбеден у смисол на тоа. Релативно, да. Да, под заштита е од руските власти. А и работи таму. Да. Тој рече да за Навални веќе не можеме да направиме ништо. Да, он му даваше починат, но дај да пробаме да го спасиме. Тој му даваше подршка на Навални. А му даваше нормално. Да, цело време. Значи работата околу Навални не беше значи тој беше опозиционен лидер кој се бореше за некоја одредена политичка цел и сите му даваа подршка. И сега што се случуваше внатре, едните сакаат да кажат дека режимот ја гушал демократијата, другите велат дека било несреќен случај, а сам сега тие што велат дека ја гушат демократијата со заканата дека Асанж ќе биде своите редови. Да. Добро. Тоа го исцрпевме и сега како беше рускиот фронт? Па да, руско-украинскиот фронт на неколку места личи како пробив. Британското министерство за одбрана уште од прв ден ја презема на одговорност да го информира светот за, односно ја проучува стратегијата на Русија, тоа е она стара традиционално нетрпеливост меѓу Лондон и Москва, каде што се сметат како ривали. Британско министерство за одбрана, оние славни надписи, русите имаат зуше 3 дена бомби, зуше. Значи тие ја преземаа таа одговорност историски, јас и ти пошто знаеме дека има тоа традиционално, се они имаат ривалитет и непријателство. 19 вековен. Да, во Втора светска војна дури Черчил се мислеше дали е поголем крвник Хитлер или Сталин на еден период, но тоа не е важно. Тие преземаа таа улога да го информираат светот за проучување на стратегијата на Русија и помага на Украина многу јавно, доека беше Борис Џонсон, сега од кога дојде неговиот наследник некако помалку, но Министерството за одбрана работи и сега тие беа тие што велеа украинската контраофанзива ваму, таму, онаму ќе оди, сега за жал нивна почна да јавуваат нешто друго. А тоа е она како резултат на недостиг на оружје, муниција и се тоа што се случува. Притисок врз републиканците во излегува со една карта. Конгресот. Со една карта од вчера дека Русија почна да напаѓа у 4 правци во контраофанзива. Тоа е она користење на вакуум просторот дека Украина не ги добие потребните финансиски и воени средства за евентуално да ја спречи Украина. Русија со падот на Авдеевка почна у 4 правци. Картата не можеме да ја видиме, избочините кои беа внатре да ги враќаат и да ја порамнуваат линијата. Едниот правец е кај Харков, вториот е кај Донецк, таму ја завршуваат работата, третата е кај Херсон и четвртата кај Одеса и тие кои ќе се види картата од 4 правци напаѓаат. Кој е интензитетот на нападот, тие не велат, но велат дека се од некаква офанзива. Може би ова е и одреден аларм упатен до светот, луѓе дај побрзо, давајте им пари на украинциве, давајте им повеќе муниција, оружје, спроведувајте мобилизација, бидејќи Русија ако продолжат со ова и најдат да нема отпор, а веќе очигледно нема во тој дел, може да дојдат и подалеку од што планирале. Тоа е нешто што му треба на Путин сега пред овие избори. Медведев, задолжениот председател на Русија, вчера имаше една изјава и тоа не беше на Твитер, како што тој знае, нели на Твитер да ги пишува, туку беше изјава за телевизии руски, кажа дека па ако се најде за потреба, може и Киев да биде освоен. Да, добро. Значи Медведев ги дава тие изјави како јас мислам дека се тоа пробни балони. Малку ми личи дека сака да се додвори на сето тоа, бидејќи Медведев, луѓето што паметат, тој беше многу умерен политичар и поради некои умерености беше сменет од таа позиција. Напад на Грузија, ако се да, но беше умерено, беше усудир со некои порадикални структури во војниот врв во Кремљ, па беше тргнат, па сега како да сака да се врати со
со он е задолжен ако забележува со многу радикални изјави. Не, ворете, А воопшто не личи на таков. Зборувам како политичар, не беше таков. Да, пристојно изгледа. Да, ама не беше таков председател. Не беше таков председател, да, но како се вика, неговите изјави секогаш биле како пророчки, значи тоа што ќе го каже Медведев на крај тој се некако и се Добро, веројатно он треба да го каже тоа како гласноговорник, да направи еден пробен балон, но и да направи малце во јавноста подготовка, нешто што ќе се случува. Зошто да не Киев, ќе те потсетам, русите во првите 2 дена од нападот во Украина тргнаа на Киев и не беа запрени толку и херојски од овој сегашен началник на Генералштаб сирски толку многу колку што се пресмета у смисол на тоа, мислеа дека украинците нема да војуваат и мислеа дека Западот нема да биде толку одважен да им помогне. Така да тие тргнаа на Киев и логично беше, знаеш како, освоја го главниот град, после другиот дел ќе падне. Да. Не се исклучува таа можност, не се исклучува ни Одеса да ја нападнат, па да ја отцепат Украина од море и дефинитивно Украина да остане континентална држава. А кога си континентална држава, веќе немаш геостратешко никакво значење за големите што сега те поддржуваат. Така да ние не можеме да предвидиме што ќе биде. Веројатно тие што ги планираат тие напади да знаат што треба да направат. Од друга страна, не знам, и Западот и официјален Киев веројатно очекуваат дека може и тоа да се случи. Тоа ќе го наблюдуваме. Само да сумираме на крај дека војната во Украина продолжува, војната во Израел продолжува. Сега, нема многу време и тоа ми е многу криво зашто не оставивме многу време, но за Газа да одвоиме минута. Па продолжува и таму бомбардирањето, се приближува оној месечен 10 март, нека не ми забележат гледачите кои знаат, бидејќи Израел најави дека за време на рамазанските празници ќе го нападне камп Юник, Рамах, се извинувам, бегалскиот камп, што може да биде сериозна експлозија на судир помеѓу евреите и муслиманите, бидејќи ниедна муслиманска држава, арапска, нема да гледа благонаклонно. Само благонаклонно, него со скрстени раце околу тој потек во интерес на времето. Само ќе објаснам дека тие најавија доколку Хамас не ги пушти до 10 март, тие напаѓаат. Ќе видиме дали Хамас ќе ги пушти, што не верувам, и ќе видиме дали Израел толку многу ќе биде храбар да удри баш на тој ден, бидејќи по моје некој размислување многумина во светот го дела тоа мислење, доколку евреите, сега зборам, еврејската држава удри на муслимани во време на најсветиот месец или празник Рамазан, може да дојде до голема експлозија, зашто се виде загриженост и кај Бајден, кој го притиска Нетањаху да се тргне од тие намери. Се надам дека ќе има многу повеќе разумни ли во вие односи. Да, се надеваме сите. Да, добро, тука заклучуваме, значи оваа последна анализа за недела. Па ќе видиме за викенд, многу работи ќе се случуваат, па у понеделник ќе ги анализираме понатаму. Понеделник, да. Ана, тука след некај време се одјавиме. Време е да се одјавите, и ако бевте навистина интересни и можевте да земете уште некоја минута, слободно друг пат. Ако у понеделник ќе ни ги дајете тие 3 минути плюс. Ти има повеќе за разговор. Дејан Срđan, ви благодарам многу. Ние продолжуваме понатаму, се разбира, со најава за она што ќе следува, а тоа е првиот гостин за денеска, Бобан Мирковски, пианист, со него ќе зборува Денис Абдула на тема минути за културата и уметноста. Останете со Слободен печат.